Денот на независноста е ден кога интензивно ги анализираме, славиме успесите на предците, ги евалуираме собствените успеси, а ги дефинираме и гласно искажуваме и визиите за иднината. Сме го славеле различно, но она што е главна асоциација моја за 8 септември е куќа, е Кочорацин. Ако куќа не изграде со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е. И тоа некако и мене ме опишува. Јас навистина братски живеам и соработувам со светот, со колегите, живеам подолго или пократко тамо, но во мојата куќа секогаш морам да се вратам. И тоа е тоа. За мене 8 септември е мојата куќа. Денот на независноста за мене е најголемиот ден во нашата држава и тоа поради една единствена причина, а тоа е дека тој ден цело општество, цела нација станало едно, за да се постигне целта која што сме ја имале сите како општество. Верувам дека во иднина ќе гледаме се почесто вакви појави каде што сите граѓани и цела нација би било споено во едно, се со цел да се постигнат целите која што оваа држава ги има зацртано. Таа ноќ се сеќавам на еден миг кога излезе председателот Глигоров и кога ни се обрати мислам дека беше некако вака дозволете ми, почитувани граѓани и граѓанки на Македонија, дозволете да ви ја честитам слободна, независна, самоуверена и самостојна Македонија. Тогаш секој плачеше, сите трепереа од возбуда и гордост и тоа е еден миг на колективна радост што нема да го заборавам никогаш. Вековната борба на многу луѓе кои на многу групи кои се бореле за таа независност, најпосле се остварила. Njëra nga arsyet që mendoj që Maqedonia e Veriut është në progres, është edhe fakti që unë sot po ju drejtohem në këtë mënyrë në një ditë kaq të rëndësishme. Maqedoninë e Veriut të pavarur e shoh si një shtet që çdo vite më shumë do t'i përfaqësoj njerëzit që jetojnë në ta. Во животот на човек и на генерација е неверојатна ситуација, посебно на оние кои учествувале во тоа креирање, кога гледате како низ прсти создавате нова држава. Редовно ми се случува додека ја слушам кога се интонира химната и си викам кога сум јас толку горд кога ја слушам химната, кој знае колку би биле горди оние заради кои е напишана оваа химна и кои ги дале животите за оваа наша татковина. Секогаш ми е символ за жртвите што ги давале минатите генерации, за она што денес го имаме како сопствена држава, за тоа колку луѓе ги жртвувале и своите животи за да се исполни идејата за сопствена држава. Со интонирањето на химната, особено ако си во простор со повеќе луѓе, неизбежно е чувството кога ќе станеш дека припаѓаш на таа средина и дека припаѓаш на тие луѓе. Гор сум кога ќе ја слушнам химната, кога ќе застанам мирно кога таа се свири, кога се пее. Кога го игравме првиот надпревар за репрезентација и онда стоевме на нашата химна македонска, исто беше едно прекрасно чувство, прекрасно доживување, затоа што, па ќе кажам, знаете дека тоа нешто ваше, изворно. Po do thoja flamuri, apo jo, është njëra nga gjërat që shohim më së shpeshti. Për ndryshe, përveç flamurit është tema, edhe janë ngjyra, ndoshta siç mund ta shihni, janë fan si ngjyrave, kështu që për mua ngjyrat edhe ajo që ngjyrat simbolizojnë janë shumë të rëndësishme. Ono што е интересно, можеби и повторно емотивно мое чувство е гледањето на развиеното знаме, без разлика на колку е висок јарболот на кој тоа се вее.
ми го потенцира чувството на слобода и има некое чувство мотивирачко влијание на мене. Освен грбот и знамето, химната, сигурно дека сеќаваме и голем број на символи. Тие можеби не се символи во оваа смисла, меѓутоа сепак ја одредуваат и ја изразуваат традицијата и историјата на македонскиот народ и оттаму имаме голем број на такви символи по кои што ние сме препознатливи не само на Балканот, туку и во целиот свет. Да си окружен со луѓе кои се смеат, кои се радосни, весели, реализирани и среќни што живеат во една таква држава. При секоја прослава на Денот на независноста се чувствувам навистина привилегирано. Јас сум првата генерација која е родена во слободна и независна Македонија. Ја имаме независноста од надвор, ја имаме автономијата, меѓутоа она што е значајно е да работиме на интеграција меѓусебна, поврзување, на взаемна подршка на сите нивоа. Не може да има ништо, не може да постои ништо друго без независноста и слободата. Тоа е темел на постоењето, тоа е трасирање на патот на животот кој што го живееме. Prandaj më vjen shumë kënaqësi që të them urime ditën e pavarësisë, çestit den na nezavisnost.